магична сцена за Филип Трајковиќ. Здраво, Филип. Здраво, живо. Како си? Одлично. Во комедија се снимаме, обично во драмски се снимаме, сега во пабот во комедија. Одма е смешно. Да, одма е посмешно. Супер. Можам да кажам дека 2023 година беше твоја година и во 2023 година глумците можеа само да слушаат за Филип Трајковиќ во суперлативи и да гледаат, затоа што во сите представи кои што се одиграа во драмски театар беше главна улога или една од главните улоги ти, и сите беа маестрално направени, затоа што понекогаш е многу тешко од процес во процес и да направиш некоја супер улога од една па во друга па во трета. Тебе тоа ти успеа некако магично или не знам како, но беше најангажиран глумец во 2023 година и самото тоа и најдобар глумец. Некогаш квалитетот не е поврзан со квантитетот, но во твојов случај е подеднакво квалитет со квантитет. Ти честитам за 2023 година и ти посакувам така да се редат и сите останати години. Дај Боже, со тоа што не би си земал малку одмор, што се вика, па да. Заслужено. 23-та стварно беше многу захтевна од секој аспект, ама па од друга страна многу задоволителна. Нели, барем јас кога работам се осеќам многу добро. Сега тешко е од проект во проект цело време да се влегува со тоа што трите проекта фактички 3 од 4 завршивме од крај на август па до 28 декември имавме последна премиера, 3 премиери беа од тие месеци. И тешко е и цело време си велам, ајде сега малце одмор, ама кога ќе се случи да влезеш во нова представа, па мене лично не ми се ни одбива, ми се работи, башка со драги луѓе многу работев и многу ми беше убаво. И на секој од почеток, секој од ново, и некако успевав секој пат со нов ентузијазам да влезам во истото, без разлика колку сум уморен. Така. Да, и веројатно тоа си се должи на годините работа назад. И сега некако се чувствувам многу комотно во професијата и не знам, си ги избирам плодовите од се што сум научил до сега. Сега само си ги местам ваму таму. И уживам во тоа. Многу ми е интересно. Се сеќаваш, Филип, на почетоците? Се сеќавам, како не се сеќавам на почетоците. Охо, многу одамна. Да. Знаеше тогаш, посакуваше тогаш да бидеш овој Филип што е денеска? Па, нормално секогаш сум сакал да бидам комотен во тоа што го работам. Сум сакал да го достигнам тоа ниво, да знам да гарантирам еден некаков квалитет кој што сега знам веќе дека можам да го донесам на сцена со мене и од мене, а дека сум знаел до каде ќе стасам и колку многу ќе работам, не, дури на почетоците сега баш тоа нели ме праша. Се сеќавам кога јас, например, не сум верувал толку многу во себе, кога други луѓе верувале многу повеќе од колку јас што сум верувал. Например, Дејан Лилич е еден од нив и Зоја Бузалковска, кои што на многу пати на самиот почеток јас кога не сум знаел што правам, они гледале нешто многу повеќе во мене и сите мои сомнежи успеале некако да ми ги срушат за мене. Па со тек на време, после толку време работа, се надевам дека ги оправдав нивните сите туркања и нивните очекувања и целата помош што ми ја дале тие луѓе, така да се надевам дека сега веќе ја оправдав. Сега мислам веќе сум сигурен во тоа. Веќе треба да се сигурен во тоа. Филип, што мислиш, убавината ти помогна? Добро, глумците како глумци се, да речам, повеќето убави. И на светско ниво воопшто зборувам. Но има некои екстремно убави, како што си ти. Ти помогна? или како беше односот со убавината и со глумата? Убавина за 3 дена, јас стално тоа викам. И знаеш како, убавината не доаѓа од надворешниот изглед. Реално, ти може да изгледаш многу убаво, ама да си таков грнасен човек да е неверојатно. Така да, не мислам дека таа убавина е пресудна.
да, игра улога, најмногу кога си манекен. Кога се бавиш со нешто вакво, треба малку повеќе од убавина, не е само убавината, тука не е таа пресудна, така да пред се треба да си човек. Се добиваат Си доаѓа од друго место. се добиваат улоги на тие Дон Жуани или не знам какви заводници заради убавината? Па еве ја Дон Жуан до сега го немам изиграно, можда некој што надевам, тоа ми е една од сметам дека убавината кај него нема никаква врска неговата убавина со ликот. Да. Она како го кажав, како Дон Жуан, нели, олицетворение на убавина би требало да е. И помогне или не помогне убавината? Да го елаборираме. Не знам, секогаш ми било знаеш како викаат да убав човек и ти си убав. Тоа е, ама пак ќе кажам, убавината не е оваа убавина на дворешна што доаѓа, треба да си човек, треба да си убав човек, треба да си добар човек за да може да си убав човек. Иначе џабе е све. Да. Џабе сум, ако сум убав, симпатичен или не знам што, ако сум трупа, ако сум неталентиран, џабе, има такви примери, сега да не ги именуваме, ама има еден куп такви. Убав или убав, ама труп. Да не знае, да не знае што да каже, да не знае. Нема врска. Да. Не е убавината, се некогаш знае и да знае многу да побараат од тебе поради таа убавина, да не можеш да си на ниво на задача или да го дадеш тоа што го бараат како задача и така дале, така дале. Во последните представи во трите премиери што ги имаше во Драмски театар, 4. или 4, да. 4 Улогите се различни на некој начин. Од комедија до трагедија. Имаш баш се. Каде се чувствуваше најкомотно? На сцена. На сцена? Да. Цело време тоа го зборам. Знаеш, некако си дојдов на своето, почнав да се уживам во работата со се околу себе. И многу ми е убаво тоа. Да, нормално има проблеми, има разни судири, разни карактери, разни луѓе, разни се, ама сето тоа си има една своја убавина за работа. И да, различни се, никој не е ист. Ја не знам, двајца исти луѓе да ги видиш па да речеш еве ги овие исти се двајца. Не постои тоа. Така да и тие ликови сите се различни, тие 4 лика се различни ликови скроз. Секој со својата комедија и со својата трагедија у животот, така да. Тоа е. Прва беше Кафес кај Кокони. Прва беше Кафес кај Кокони. За Кафес кај Кокони можам да кажам дека на сцената со Александар Степанулевски изгледавте фантастично. Телата ви беа извајани, покретите ви беа идеални. Твојата улога можеби и најтешка е затоа што треба да не знам, на некој начин сите беа женски околу тебе, мажи кои што глумеа женски, ти беше маш некако во улогата тоа. Па сите беа мажи, реално, само сите беа мажи со, нели, со своите потреби, пориви, како ликови што ги носат. Ано збор за Урнебесна комедија која што е Да, забавна е. цела представа, исто е филм направено со не знам пред 20 години. Да, француски е. Текстот е француски, првиот филм мислам дека е француски е. Е направен, да. 60 и некој или 70 и некоја година, мислам дека е напишан. Се има играно како представа, па после тоа и филмуван, да. И после тоа холивудски хит Франција, после тоа холивудски хит со Робин Вилијамс. Да, со Робин Вилијамс. Интересно, забавно. Многу се забавлявме на сцена, знаеш, некојаш кога искачаш од својата комфортна зона, многу е поинтересно и многу е попредизвик да истражуваш таму. Во тој свет, кој што не е твој, кој што не е лично твој, кој што не ти припаѓа, ама некако си го собираш и супер. Таа представа мислам дека ќе живее уште години и години. Сега зависи вие дали темпото што го бара таа представа ќе може да го издржите, да видите стално изгодни и убави, но како кажаве тоа се прилагодува полесно. Сега на 2 недели после празнициве више отиде телото.
во историјата. во историјата. Не, се шалам, нормално е на мала пауза, така сега има промени, нормално е, некогаш се менува физиономијата апсолутно според потребите на празниците. Така. Ама добро, да, се битна е кондицијата што ја имаме за играње, тоа е најбитно, јас мислам, од се. Тоа, кога ја гледав представата, викам, одамна немам гледано, и ова му требаше на Драмски театар, една ваква преубава комедија, која што не е од лесните комедии, него баш она да гледаш и да уживаш. Си имаме представи, си имаме добри представи, добри комедии претходно. Што се, ете така да речем, малку на повисоко ниво исто така, во кој што сиде многу се забавljаме и даваме се од себе, така да колку не само надополнува еден дел од сето тоа до сега да речеме што е сработено и што го имаме, ама исто мислам После тоа следуваше од Нела Витошевиќ, нели? Да, после тоа ја игравме фирма, ја работевме. Таа имаше премиера септември, 15 или 16, излеговме со премиера. Исто таа е камерна, таму сме 6 души. Сите супер колеги сме соработувале до сега веќе неколку пати. Со Нела сме работели Со со неа. Нела си работел многу представи. Да. Ова е трета представа веќе со неја во Драмски. Јас работевме, исто беше, и тоа беше многу пеколно темпо, затоа што немавме многу време. Па моравме у некој краток период да ја сработиме. И успеавме, ја сработивме, се излезе убава представа, се добра представа. Да, сега не собира 300 души, не е цел салон, затоа што се игра на сцена. Публиката е околу нас и публиката е на сцена со нас, така да супер е, се радувам на такви представи кои што знам дека ќе имаат долг век. Да, не само затоа што собираат малку публика, туку затоа што знам дека има доволно голем квалитет за многу ја полнат долго време. Да. Ке сакаш уште? Кејка Плуп. Витаминка. Повеќе представи има од тој формат направено не само во Драмски театар, туку и во театрите ширум Македонија, каде што со малку публика, но некако точно ако е таа ќе живее, а некоја представа и да е, не знам, со 20, ако не чини, нема да живее таа представа. Значи тоа е до представата, до концептот и колку публиката ќе го прифати тоа што е добро, публиката најдобро знае. Така си е. А после тоа? После тоа работевме пикник на фронтот, еве го сам. Пикник на фронтот, еве самиот си дојде за да слушне. Не сме така. Режисерот си дојде, одма да слушне од страна. Да провери. Да провери што ќе кажеме. Многу добра представа, најдобар режисер. Да, после тоа беше пикник на фронтот, исто, и таму имавме малку време. Таму е интересно текстот, бидејќи е многу краток. Наистина е краток тој текст. На прва читачка проба го прочитавме еднаш. Гледаме некако пола саат пројде. Што ќе правиме? Видам за што ќе правиме, па и уште еднаш обратно, ама низ целиот процес додека го работевме текстот се забавувавме многу и многу истражувавме и во самиот жанр, и во апсурдот што е со сите тие апсурдни ситуации, со целата апсурдност на тоа живење во тоа време и со тие работи, колку се слични денеска и колку се уште ги има, колку се уште ги носиме, колку се уште сето тоа ни е многу блиско. И многу се смеевме додека ја работевме. Многу беше забавно додека ја работевме. Да, имаме дури некои сцени ги повторуваме по неколку пати во самата представа. Тоа се смеевме дека да играме 2-3 пати, па некои сцени останаа 2-3 пати да ги играме вистина едно по друго, 2 сцени има такви што се едно по друго, има некои наши, има некои додавани текстови допишувани.
кои што реално функционираат и кореспондираат многу со тој текст од тоа време и сегашното време во кое што живееме ние денеска, кај што ги носиме сите тие да не речам трауми, страшни работи кои што се случуваат во војни, а знаеме дека светов у моментов во војна секаде со сите со се. И е многу страшно, уште се случува таа апсурдност дека денеска луѓето се борат за стварно банални работи во кои што гинат луѓе кои што се жртви на неколку будали кои што решаваат дека имаат потреба од многу повеќе од колку што им е потребно. И тоа се случува и денеска. И знаете, малце, тоа е баш неубаво и страшно. Некој режисерот е Андреј Цветановски, за кој што зборував и кој што е тука. Да, Андреј Цветановски. Кој што е одличен режисер. Така е. Се што има фатено, позлатени да му се рацете. Така е. Генетиката го следи, сигурно и татко му беше одличен, посеќен и платиш, да. И неговиот брат ни е еден од најдобрите актери во Македонија. Ете, тоа може да кажеме за таа фамилија, Цветановци. Да се вратиме ние кај Филип Трајковиќ. Да се вратиме, да. Со него прв пат работев во драмски, конечно, со Андреј Цветановски. После толку време дружење и се, конечно успеавме да сработиме представа во драмски, затоа сум многу среќен и многу задоволен. И таа беше доста физички напорна представа, без разлика трае саат и пол, може? Да. Саат и 20 саат и пол, ама е доста физички е многу напорна исто така и многу активна. Ама па некако многу брзо ни проаѓа времето, целата игра оди брза се случува цело време нешто и многу брзо ми проаѓа. Така да и тоа е исто од представите од годинава кои што исто многу сакам да ги играм. Да. И јаготката на шлагот? И последната е Падот на Масада во режија на Дејан Пројковски. Таа имавме, таа дури се поклопи со премиерата со Пикник на фронтот. Па за разлика од колегите, јас доцнев едно 10 дена со почеток на проби. Да, исто преубава представа е. Тогаш сакав да те снимам и Александар Степановски ми вика: "Нема случајно да му се јавува што не знае главата кај му е." Да, тогаш бев на проби цело време, на дупли проби. Баш се поклопија тогаш и малце беше тешко и таму имавме па многу кратко време, негде месеци, дали беше месец дена, вкупно сена се за пробување, затоа што имаше некои празни денови, знам, неработни денови прогласени, па не знам што, па не знам. Имаше и такви работи, па губевме проби исто и со тоа. Исто е за малку публика. Исто е камерна. Исто е за малку публика, собира 70 или 80 луѓе на сцена кои што може да дојдат да ја гледаат. Ама некако успеваме, тоа го гледам годинава, дека успеваме дека колку и да се мали, бедни тие средствата што не ги даваат од Министерство за правење представи и сите тие финанси, некако гледам како успеваме според се да направиме големи представи, иако со многу труд и со многу мак. Што за жал е тоа што се случува во моментов. Затоа што така решиле дека така треба да биде, така да се убедувам се повеќе и повеќе себе си дека да, и така како се битни парите, и така како се важни парите, значи сето тоа многу може да изгледа на едно многу повисоко ниво во правењето на работите, наместо да се снаоѓаме со што можеме, колку можеме и како можеме. Па сега ние тука нешто да измишляме топла вода, не, тоа би било супер кога би имало повеќе пари, нели? Знаеме дека се смешни буџетите за представите за минатата година, се надевам наредната ќе биде подобра. Успевам да се убедам дека големи представи се прават само
со добра екипа. Од секој смисол големи представи, големи и во преносно и во буквална смисла големи представи. Значи кога ќе видиш представата, да се чувствуваш ти како гледаш, да се чувствуваш дека си дошол на да посведочиш една чудесија, една магија. Од тој аспект големи представи зборува. Можам да кажам јас дека на последната представа прв пат во животот мој, јас имам 59 години уште малку, прв пат во животот мој ми беше криво што не сум глумец. И на Дејан Пројковски, режисерот, му се јавам утре дента и викам: Дејан, знаеш дека ми прв пат во животот ве, не знам, 25 години активно ве следам и претходно сум ве следел, но никогаш не ми било такво некој чувство дека јас сум требал да бидам глумец. Сега прв пат на таа представа такво чувство доживев и Дејан ми вика: добре, не ти се исплати за еден ден. Интересно е, во таа представа е ангажиран буквално целиот театар, односно, сам да кажам, сите служби од театарот кои што обслужуваат една представа. И многу интересно затоа што овој пат не криевме никого во тој концепт. И не криевме ништо. Буквално не криевме ништо. Самиот текст се бави со една несовршеност кај луѓето и, нели? Пардон, низ историјата. Текстот е на Венко Андоновски. Венко Андоновски. И многу умно Дејан Пројковски го искористи целиот тој момент за да се види буквално се. Во еден момент да се соголиме малце, да видиме како функционираат работите. Да видиме да се демистифицира малку таа игра и магија што ние ја создаваме на публиката која што ја гледа представата нели од гледалиште, од публика, додека ние сме на сцена, да свати дека позади неа, дека позади нас што не гледа на сцена кај што играме, дека има една цела машинерија од луѓе кои што работат на самата представа, дека тука има специенти, има сценци, има суфлери, има луѓе кои што доаѓаат, кои што помагаат, има шминка, има фризура, има еден куп луѓе кои што ја обслужуваат таа представа. И во оваа представа не криеме никого од нив. Сите искачаат на сцена, публиката бидејќи нели позади сцена, не е во гледалиште, него е баш позади сцена. Се гледа местото на испициентот, се гледа местото на суфлерот, се гледаат нивниот удел, сценците искачаат, цело време преместуваат места, собираат реквизитерите, ги собираат работите, шминка, фризура излегува во исто време, кога е потребно се случуваат тие промени што се во шминка и во фризура пред самата публика. Многу интересно да се види од таа представа и од тој аспект да се види како функционира еден театар позади сцената, дека не е само тоа што се прикажува на сцената, него дека позади него има една цела машинерија која работи. И одамна го немам видено толку ангажиран целиот театар околу представа. Да. И тоа беше за поздрав баш и многу интересно. Задолжително одите во драмски театар, имате што да гледате од комедијата секако. Тоа е како се викаше ке кокони, кафеске кокони, комедијата сега за да се насмеете, но сите останати представи да си се баш одлични. Заслужува едно посебно внимание од публиката затоа што стварно имаме и многу сум горд на тоа дека имаме навистина добри представи кои што треба да се погледнат, кои што секој треба да ги погледне од секој аспект. Значи ти беше активен цела година, дојде нова година и како си залегна. Дојде нова година и малку да се пододморам. нова година Да ги искористам празниците баш за одмор. остана буден до 12 и ја дочека нова година. Нова година останав до 12:30. Можда еден. Не, останав, тама така мирничко беше годинава, мирно се пројде, пошто стварно уморот си го прави своето. Да. Се слушавме неколку пати, навистина беше уморен. Уморен и доволно е. Сега некако се собрав малце, се пододморив
Денеска почнувам јас лично со репертоарот. Мислам дека и самиот репертоар почнува од денеска во театар, 17. Нормално, пошто во сите представи играш, фала. Има неколку и во кои што не сум. Има, не И е. од лани некој. Од преклад. Има, да, ама има. Сакам да кажам има. И конечно еве сега почнуваме со репертоар и искрено некако одморив што одморив, ама ми зафали малце. Па ми зафали да ево, 2 недели веќе не играм представи, 3 како 28 до 17, не ми иде математикава баш, ама веќе ми зафали. Во театарот максимално си искористен, во филмот Ба има некои најави за некои филмчиња, што треба да се снимаат, се надевам ќе се остварат и ќе бидат, се надевам ќе има време. Ќе имам време да можам се тоа да го сработам. Не се жалам, има некои најави, се радувам на секоја следна соработка. Интересно ми е тоа ми е исто многу убав жанр во кој што многу убав медиум во кој што си се пронаоѓам, така да едва и чекам да се случат и тие работи. ти посакувам се да ти се исполни тоа што си замислил. Те следам од почетоците и навистина растиш, се развиваш во еден грамаден актер. Сигурно ќе си дојдат и наградите и сите тие работи што следуваат со актерството. Ти посакувам и многу убави улоги на филм Фала ти. и да се дружиме што е можно повеќе. Така е. Фала ти многу, фала ти за се. Тоа со грамадноста ќе видиме ако продолжи вака, уште малку Уште малку. ќе стане многу страшно, ама не. Добро. Се враќаме на работа и да си продолжиме сега со својата работа. Најдобро што знае и што уме. Така е. Тоа е. Фала ти многу. Поздрав. Поздрав.